Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортот во нашата земја се уште е стопиран поради пандемијата на COVID-19, иако бројката на оздравени се зголемува, а на заразени се намалува, меѓутоа се уште немаме конкретни и официјални информации кога евентуално би продолжиле првенствата, тие што се уште не се прекинати, како и кога би се одржале оние откажани репрезентативни настапи. Ракометната федерација прва излезе со конкретен предлог до клубовите. Првенството е дефинитивно прекинато, меѓутоа очекуваме конечна одлука од управниот одбор кој што треба да ја потврди таа одлука и да одлучи како ќе се игра наредната сезона. Имаме за тоа конкретен предлог, зборувавме и минатиот понеделник околу тоа. Во Кошаркарската федерација изминатата седмица имавме една тензична атмосфера пред се, бидејќи првенството е прекинато после 17 одиграни кола, односно на едно коло пред крајот на регуларниот дел, а до крај на првенството требаше да се одиграат уште 10 кола од Суперлигата, па дури потоа да се игра и плейофот на првите 4 екипи, односно полуфинале и финале. Копијата се кршат околу тоа дали да биде прогласен шампион, дали МЗТ Скопје да биде шампион или сезоната да биде поништена и дали да има испаѓање. Кошаркарската федерација предложи сезоната да биде поништена, да нема шампион, бидејќи не се одиграни ниту половина од надпреварите кои што се планирани за оваа сезона. На тоа бурно реагираше екипата на МЗТ Скопје, а минатата седмица се одржа и видеоконференцијски состанок на 10-те прволигаши на кој што се разговараше на оваа тема. МЗТ Скопје бара да биде шампион, останатите екипи се спротивставуваат на тоа, пред се тука предничат екипата на работничкиот Скопје, како и кошаркарскиот клуб Гостивар, кои што сметаат дека оваа сезона не треба да има шампион. Атмосферата од видеоконференцијскиот состанок, кој што се одржа минатата седмица, и ставот на кошаркарскиот клуб Гостивар, ќе ни го пренесе Ивица Адамовски, па да го погледнеме тој прилог за кошаркарските случувања. 10-те кошаркарски прволигаши денес одржа онлайн состанок на кој се разговараше за прекин на првенството. Кошаркарската федерација на Македонија до клубовите достави два предлози. Првиот предлог МЗТ Скопје да биде прогласен за шампион и последните две екипи на табелата да испаднат. Додека вториот предлог е да не биде прогласен шампион и никој да не испадне, а првата лига да биде проширена со две нови екипи. Гостивар, Работнички Куманово и Вардар го поддржаа вториот предлог, додека двете екипи на МЗТ Скопје и Академија ФМП гласаа за првиот предлог. Евроникел, Кожув и Пелисер гласаа воздржано. Заврши онлайн состанокот на кој единствена точка беше изјаснување на клубовите по двата предлози. Најмногу гласови доби вториот предлог да нема во сезоната 2019-2020 шампион. Сега истиот тој предлог, за истиот предлог треба да се изјасни и управниот одбор на Кошаркарската федерација, по што ќе следи конечна одлука. Каков беше ставот на кошаркарскиот клуб Гостивар на овој состанок? Кој предлог вие го поддржавте? Гостивар го поддржи вториот предлог да нема шампион ова сезона, како исто и да нема испаѓање од прва лига. Да. Тоа е предлог број 2. Одлуката на кошаркарските прволигаши сега треба да биде верификувана од управниот одбор, за таа и официјално да стапи на сила и прволигашката сезона дефинитивно да биде завршена. Тоа се случувањата во македонската кошарка. Останува сега управниот одбор на Кошаркарската федерација да донесе конечна одлука, меѓутоа се поизвестно е дека сезоната ќе биде поништена без прогласување на шампион, што веројатно ќе биде и најисправната одлука, а првенството, односно првата лига, ќе биде проширена за две дополнителни екипи од втората лига. Фудбалската федерација се уште нема термин кога би продолжило првенството. Насоките од УЕФА се да се доиграат само професионалните лиги, а тие да завршат најдоцна до 3 август, што значи дека треба да се игра во јуни месец и во јули. Минатата седмица Кошаркарската федерација односно Фудбалската федерација на Македонија испрати писмено барање до Министерството за здравство, барајќи дозвола да се започне со тренинзи на екипите, воедно и барајќи термин за почнување на првенството. Па да погледнеме што Министерството за здравство и одговори на Фудбалската федерација околу тоа
дали и кога би можело да продолжи првенството. Фудбалската федерација на Македонија вчера со писмено барање се обрати до Министерството за здравство околу изготвување на времена рамка кога би можело да продолжат фудбалските првенства во земјава. Одговорот од Министерството стигна денес, во кое меѓу другото се вели: имајќи ја во предвид епидемиолошката состојба во државата, во моментов не сме во можност да дадеме временска рамка за тоа кога би можело да се изврши доигрување на првенството 2019-2020 година. При тоа, би сакале да ви обрнеме внимание дека во секоја земја има различен пристап во справувањето со коронавирусот, различен почеток на епидемијата, различен момент на утврдување на локална трансмисија и различни прогнози. Се вели во мислењето на Министерството за здравство испратено до Фудбалската федерација на Македонија. Неофицијално Фудбалската федерација планираше екипите да се вратат во тренажен процес на 17 мај, веднаш после завршувањето на вонредната состојба, додека во тој случај првенството ќе продолжеше на 7 јуни. Во моментов Фудбалската федерација и клубовите ќе чекаат Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести да се изјаснат дали ќе издадат дозвола за продолжување на фудбалските активности во земјава, а дури потоа да се одредат термините за евентуалното продолжување на фудбалските првенства. Да, Министерството за здравство се уште не дава дозвола, ниту конкретни термини кога би продолжила првата македонска фудбалска лига. Слично како и ракометот, кошарката и фудбалот и одбојкарското првенство е прекинато, меѓутоа се уште без никаква одлука дали тоа би продолжило или би било поништено без прогласување на шампион или со прогласување на шампион. Затоа во продолжение ќе можете да погледнете разговор со претседателот на Одбојкарската федерација на Македонија Петар Јовановски, кој што ќе го каже, ќе го пренесе ставот на Одбојкарската федерација, дали и како би продолжило одбојкарското првенство, но и на други актуелни теми околу македонските одбојкарски репрезентации. Да го погледнеме разговорот со Петар Јовановски. Како што веќе кажав во најавата на денешниот спортски преглед, наш денешен гостин ќе биде претседателот на Одбојкарската федерација на Македонија Петар Јовановски. Јовановски, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин, па така и гледачите во Тетовскиот и Гостиварскиот регион да дознаат што се случува моментално на одбојкарски план и кои се плановите за во иднина. Видете, не треба да ви е чест прво. Не знам дали знаете, ја потекнам исто тој кај од каде што се јавувате вие, така да задоволство особено ќе ми биде, не само за вас, меѓутоа секоја што спортот да објасниме што можеме подобро во кој насоки ќе оди одбојката во овие времења невремења. Сега, пред разговорот во најавата кажав дека Кошаркарската федерација го заврши првенството, Ракометната федерација исто така, меѓутоа што со одбојката? Се чини дека спортовите во сала нема да се доиграат оваа сезона. Каков е планот на Одбојкарската федерација околу купот и првенството и во машка и во женска конкуренција? Ние секогаш ќе действуваме и сакаме да ги завршиме и надпреварите и првенството да го завршиме на терен. Апсолутно ќе ги почитуваме одлуките и препораките од владата, меѓутоа ќе бидеме стрпливи до, мислам дека датумот беше 17 мај, кога истекува вторите мерки од владата, така да ќе ги почекаме нив, бидејќи по нашите регулативи и протоколи првенството може да се пролонгира до 31 јули, така да ќе сакаме да го завршиме сепак првенството и мислиме дека оваа лудорија ќе помине и дека ќе успееме во време од јуни и јули да ги радуваме со еден спортски надпревари македонските граѓани. Меѓутоа, како ќе реагираат клубовите на тоа, бидејќи знаеме дека водечките три екипи имаат и странци во своите редови? Што доколку екипите нема да можат да сметаат на странските одбојкари? Па видете, ја би им препорачал уште од сега. Сигурно ќе биде тешко да ги вратат странците. Меѓутоа, нека се, како беше она поговорка, надевајте се во своите, уздејте од своје клјуце. Така да
Нака се подготвуваат, битно е да играме. Мислам дека сепак има издвоено и во машката и во женската конкуренција по 2-3 клуба кои се меѓу првите и така се и сега рангирани, така да мислам дека и со квалитетот, иако не се странците таму, со капацитетот на играчи кои што го поседуваат од домашните играчи, мислам дека тој редослед би се задржал. Меѓутоа сепак им дадеме можност доколку условите од ковидот што ни го наметнува ни дозволат и препораките од владата на Република Македонија да го завршиме првенството и кој ќе победи ќе видиме и ќе согледаме. Да. Во овој период машката одбојкатска репрезентација требаше да го има своето деби во Европската златна лига. Меѓутоа тоа натпреварување комплетно откажано ова сезона. Сега ни следуваат квалификациите за Европското првенство во 2021 година, каде што сме во група со Турција, еден наш голем должник, Босна и Херцеговина и стариот познаник Данска. Што мислиш, какви ни се шансите за пласман на следното Европско првенство? Па видите, јас секогаш сум бил оптимист и малкумина луѓе би ги спомнал тука последниве 10 години што работиме, тука е Ивица Хаџијовски Чајка, Љупчо Петровски и генералниот секретар Зоран Карановиќ, што верувавме во одбојката, верувавме во ресурсите што ги имаме, така да и сега веруваме и мислиме дека ќе продолжиме понатаму и дека повторно ќе се најдеме на една завршница од Европско првенство. Како што и вие кажавте, да, Турција ни е голем должник, сам искрено тоа се, мислам дека желбите мои, меѓутоа мислам дека и се уште и играчите го чувствуваат гневот на, како да кажеме, правдата или неправдата која што ни се случи, така да мислам дека ќе направиме повторно насмевки и радост на македонската нација. Да, квалификациите се закажани да започнат некаде околу 15 август. Какви се најавите од Европската федерација од ЦЕФ? Дали можно да има некои одложувања за во јанари или квалификациите ќе се одиграат по планот во август и септември? Видите, како што рековте, за жал ни скратија можноста прв пат да учествуваме во најелитното надпреварување златната Европска лига. Таа е дефинитивно одложена за следната година. Се уште квалификациите се ставени на стендбај за Европското првенство. Меѓутоа дефинитивно се уште немаме термини, очекуваме информации како ќе постапи Европската конфедерација, односно ЦЕФ, така ќе постапуваме и ние. Мислам дека еден од причините и разлозите со кои што тежнееме и сакаме да го доиграме македонското првенство е токму поради овој момент што сакаме да ги држиме и некако да ги вратиме во кондиција домашните приклучат и играчите кои настапуваат во странските првенства, кои се веќе завршени, сите се веќе вратени во Македонија, да поболека започнат подготовките доколку се одржат квалификациите во август и септември. Според тоа што го кажувате, дали постои можност дел од репрезентативците кои што настапуваат во странските клубови во странство моментално е можно да дојдат и да играат за македонските клубови во евентуално продолжување на првенството во јуни и во јули месец? Па, нажалост мислам дека не, што апсолутно можеби би дошло добре дојдено за настапот на националниот тим, меѓутоа сепак мислам дека роковите и легислативите и условите за природни рокови се завршени, така да од тој аспект не би можеле да настапуваат за клубовите во завршницата од македонското првенство. Така. Квалификациите, кажавме, се уште не знаеме кога ќе се одржат, меѓутоа Македонија е во конкуренција за добивање на организација, на еден од организаторите да биде на Европското првенство во 2023 година. Какви ни се шансите да ја добиеме организацијата на една група од тоа Европско првенство? Па видите,
Видете, значи, настапот на македонскиот национален тим на европското првенство, последно што беше сега, нашата репрезентација настапуваше во Љубљана. Апсолутно беше најпозитивно прифатен од целиот одбојкарска Европа, да не кажеме пошироко од светот. Така да мислам дека шансите ни се големи за добивање на група во завршницата на Европско првенство, како што знаете, не знам, сигурно сте информирани дека во 2022 добивме Европско првенство за U19 кај девојчиња, што исто е награда на резултатот што го направивме со сениорскиот тим. Меѓутоа, сите овие околности што се случуваат сега, навистина не можам ни јас да кажам, се надеваме дека тој позитивен тренд ќе трае се уште и дека на крајот ќе се радуваме и ќе имаме едно големо надпреварување во нашата држава. Да, веќе кажавте дека 2022 година ќе бидеме домаќини на женско младинско европско првенство. Тоа и ми беше и следното прашање. Дали Одбојкарската федерација започна со подготовки околу организирање на овој настан? Па видете, ние започнавме апсолутно со подготовки, меѓутоа како што овој COVID-19 го затегна светот, така не затегна и нас. Подготовките не беа толку технички околу организација, меѓутоа ние започнавме со размислување, план, програма на работа со самите девојчиња. Значи, стапивме во контакт со еден врвен тренер, знаеме дека во нашето окружување можда би се игра најдобрата одбојка не само во машка, туку и во женска. Знаете дека Србија е и европски и светски првак во женска и во машка конкуренција, така да еден врвен тренер кој што е дел од тимот на женската одбојкарска репрезентација на Србија, во разговори со него, значи беше и договорено да ја превземе уште од сега и да ги направи плановите и циклусот за работа до 2002 за нашите девојчиња. Меѓутоа си нас малку ова не поремети, меѓутоа ќе видиме дали ќе има пролонгирање на тоа европско првенство, кога што се примери, знаете, и за Олимпијадата и за многу други надпреварувања во други спортови кои се пролонгираат малтене за една година подоцна, така да ги чекаме информациите кога ќе заврши се ова, а ние апсолутно подготвени ќе го дочекаме се ова. Македонија во моментов нема женска сениорска одбојкарска репрезентација. Има само во младинските конкуренции каде што настапуваат на Балканијадите. Дали ова европско првенство може да биде една иницијална каписла тие девојчиња потоа да бидат и во една сениорска женска одбојкарска репрезентација која што би играла и во квалификациите за европско првенство и на официјални надпревари воопшто? Видете, апсолутно, значи ние секогаш сме размислувале малку подолгорочно и секогаш сме размислувале каде имаме квалитет. Може би, знаете, онака од широката маса, може би забелешките досега било зашто немаме сениорски женски национален тим. Меѓутоа, верувајте, за жал не сме имале квалитет, сме оцениле средствата што сме ги поседувале, секогаш сме ги насочили и сме ги усмериле таму каде што сме мислеле и тоа мислење наше преовлада и покажа дека правилно сме ги насочиле со една иницијална каписла да направиме да сите повеќе многу играат одбојка во Македонија со резултатот на сениорскиот тим, машкиот сениорски тим, така да сега се надеваме дека во следниве години ќе искористиме масовност. Не знам дали знаете, одбојката, женската одбојка е еден од не еден, него најмасовниот спорт во Република Македонија. Меѓутоа, еве нека биде и апел до спортските работници
работници до тренерите, поточно во женската одбојка да не работат само тоа ко школа и ко некоја игранка за девојчињата. Сепак треба многу повеќе работа, многу повеќе труд, доколку се внесат и они со наша поддршка, апсолутно таа ќе биде и техничка и едукативна, па и финансиска. Мислам дека ќе стигнеме, ќе успееме да направиме и квалитетен национален женски тим, што понатаму од оваа репрезентација у 19 се надевам дека ќе премине после тоа и во сениорска репрезентација. Фудбалската федерација, ракометната и кошаркарската се, можам да кажам, трите најголеми спортски федерации во земјата и најбогати. Каква е состојбата на финансиски план во одбојкарската федерација? Дали одбојкарската федерација се уште ги има тие финансиски проблеми од пред неколку години? Слушавме, гледавме по телевизија, читавме по медиуми дека одбојкарската федерација слабо стои на финансиски план. Баравте помош, имаше апели, каква е состојбата сега? Да, апсолутно. Морам и да пофалам соработка во последниве 2-3 години со Агенцијата за спорт и млади. Навистина имаме прекрасна соработка. Дефинитивно не само одбојката, него комплетно целиот спорт во Македонија. Сега поготово врвниот спорт добива многу поголеми финансиски средства, кои што се директно пласирани према федерациите. Се надевам дека сите тоа го користат во директна насока на спортот и на националните состави екипи, така да мислам дека сега е многу постабилна и многу подобра финансиската состојба. Така. Одбојката минатата година за прв пат настапи на Европско првенство, после кошарката и ракометот, и одбојката конечно си го зазема своето место како еден од најстарите спортови во земјава и со најголема традиција. Веќе кажа дека неколку луѓе работате во федерацијата, големи влюбеници во одбојката. Дали сметаш дека македонските клубови може да го следат трендот и на репрезентацијата? Значи, настап на Европско првенство, еве имаме сега и убава група, убава можност за уште еден настап, па се надеваме дека 2023 година и по трет пат ќе играме, овој пат како домаќини. Дали клубовите може да го следат овој тренд? Еве гледаме, не се пријавуваат за европските купови со исклучок на Вардар. Видете, мислам дека трендот веќе покажува, веќе се појави клубови, да имаше настап на меѓународна на европска сцена. За прв пат последниве 2 години веќе и македонските клубови имаат многу странски играчи, значи дека нешто се движи во одбојката, значи дека не сам сепак економијата и финансиите си го даваат резултатот. Меѓутоа, апсолутно тоа е по заслуга на резултатите што ги направи сениорскиот национален тим машкија. Така да мислам дека ќе се создадат и веќе се создаваат клубови кои што ќе ги пратат чекорите и патот кој што го постави националниот тим и одбојкарската федерација на Македонија. Во минатото имавме голем број на успешни настапи на екипата на работнички, а тогаш националниот тим не успеваше да се пласира на Европско првенство, веројатно и дека помал број на репрезентации учествуваа во тој период и слично. Меѓутоа се чини дека во овој момент е ситуацијата обратна. Репрезентацијата е во оној европски врв, во оној европски крем, меѓутоа не е така за нашите клубови. Она што го кажате дека тогаш бил помал бројот, не се согласувам воопшто. Да, работнички беше квалитетен тим, меѓутоа не знам зашто, меѓутоа тогаш претпоставувам дека федерацијата беше слаба и интересот, не знам поради кои причини, дали беше помал, меѓутоа или не се работело правилно. Не сакам да коментирам, меѓутоа да, ќе потврдам дека имавме одличен клуб и во
одбојкарска Европа, меѓутоа резултатите на националниот тим беа, па да не кажем, и поразителни. Јас и овој тим што работиме последниве 10 години во федерацијата, кога ја превземавме федерацијата, почнавме од предквалификации за европско првенство. Така да чекорите можеби временскиот период од не знам колку е веќе 8 години, 7 години можеби е долг. Меѓутоа во спортот тие чекори секој што ги одел знае колку се тешки и сложени. Така. Тоа беше разговорот со Петар Јовановски, председател на Одбојкарската федерација на Македонија. Јовановски, се надевам дека ќе имаме можност да се радуваме на уште голем број на успеси не само на македонската репрезентација, туку и на македонските клубови. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето на КМ телевизија Тетово, односно во спортскиот преглед. Благодарам на вас, не само од бојката, да имаме најголеми резултати во сите спортови во нашата држава, така да, ајде, прво да излеземе од тоа, ја викам стално лудило COVID-19, па потоа да разговараме за овие работи, а погубава работа од спортот нема. Така. Ви благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Петар Јовановски, председател на Одбојкарската федерација на Македонија. Вие останете дома, чувајте го вашето здравје и додека очекувате да се отворат спортските обложувалници, бидете во очекување и на новото онлайн обложување на спортските обложувалници Евротип. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме следниот понеделник. Довидување.